Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19 вечерва гледаме. Обвинетите за убиствата на Вања и Панче бараат ослободителна пресуда. Данска ветува поддршка за македонските евроинтеграции, но очекува исполнување на преземените обврски. Ахмети го сака Таравари, но Европскиот фронт го смета за недостоен. Уличната пресметка за сообраќај во Чаир хоспитализира 3 лица на клинички. Иран не се откажува од ракетните напади. Израел тврди дека носи победи во војната. Ќе има ли владина предизборна коалиција за локалните кои се таргет општини на знам за односите во владината коалиција, опозициите на знам за евроинтеграциите, тема на денот со Максим Димитриевски. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Завршни зборови на обвинетите за убиството на Вања и Панче. За деталите од денешното продолжение на судскиот процес, Тамара Дичевска. Ослободителни присуди за убиствата на Вања и Панче бара одбраната на обвинетите. Владко Кешишев се плашал од Палчо и му бил поданик, но не учествувал во убиствата, ниту во грабнувањето на Панче Жижовски. Неговиот адвокат бара да биде ослободен од убиствата кои му се ставаат на товар, а да одговара само ако има евентуална вина за грабнувањето на малолетната Вања. Бара судот да има предвид дека токму Кешишев, поради грижата на совест која имал, ја одвел полицијата до каде што биле закопани телата. Сметаме дека единствено она кое што самиот Кешишев потврди дека имал учество е во делот на грабнување на оштетената Вања Ѓорчевска. Сметаме дека и овде нема делови за нема основи за соизвршителство, а уште помалку за соизвршител во делот на убиство на Вања Ѓорчевска. Одбраната на Боре Видевски пак смета дека обвинителството не изнало никакви докази дека неговиот клиент е некако вмешан и во киднапирањата и во убиствата. Бара ослободителна присуда бидејќи целата истрага според него е политички монтирана и аматирски изведена, а целиот случај бил изведен како театар пред јавноста. Јавното обвинителство во сета оваа постапка се базираше само врз основа на предпоставки, само врз основа на конструирани изјави и само врз основа на изминено признание и на исказ на 20 од обвинетите. Вели Борманев пак да одговара само за киднапирањата на Вања и Панче, но не и за нивните убиства, бидејќи тој не знаел дека грабнувањата на крајот ќе завршат со убиство од страна на Палевски. Тој самиот признал, вели неговиот адвокат, за вмешаност во грабнувањата, но му укажал на Палевски дека Вања не е жената која требало да ја киднапираат и му посочил да ја пуштат. Имал претходно договор со другите обвинети, но немал умисла за извршување таков вид кривични дела, а инкримираните действија кои ги презел при извршување на кривичните дела грабнувања немаат елементи да представуваат основен придонес за извршување на кривичното дело убиство. Во неговите действија нема елементи пред законското битие на кривичното дело убиство и нема каузалитет помеѓу преземените действија, поради тоа што против овие кривични дела барам судот да донесе ослободителна пресуда, кажа адвокатот на Манев. И Владимир Туфекџик, адвокатот на таткото на Вања, бара неговиот клиент да биде ослободен од вина, бидејќи обвинителството немало доблест да го повлече обвинението, иако немале никакви докази против него. Самиот јавен обвинител на 11 јуни 25 година во завршен збор кажа, цитирам, не постојат докази за поврзаност или комуникација помеѓу таткото и Љупчо Палевски. Следното ручиште завршни зборови ќе даде одбраната на Палевски, како и сите обвинети. На минатото ручиште обвинителството побара доживотни казни за Палевски, Видевски, Кешишев и Манев, а таткото на Вања да биде казнет со соодветна затворска казна. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Данска ветува поддршка за македонските евроинтеграции, но очекува исполнување на преземените обврски. Ахмети го сака Таравари, но Европскиот фронт го смета за недостоен. Данска ветува поддршка за македонските евроинтеграции. При денешната посета на Македонија повика на исполнување на преземените обврски. Данска од 1 јули е преседавач со Унијата. Проширувањето ќе биде во фокусот на данското председавање со Советот на Европската Унија, која стартува на 1 јули, вели министерката Мари Бјере, која престојува во Скопје. Според неа направен е прогрес и сега е моментот Македонија да го искористи, но вели остануваат обврските реформите кои мора да бидат завршени.
Моментумот е тука и ве молам да го зграбчите овој момент. И сега, со нашето предстојно председателство со Советот на Унијата, ќе ви кажам дека ние не можеме самостојно ова да го туркаме. Ние сме тука конструктивно да работиме со вас, со Северна Македонија, за да можеме заеднички да ги видиме каде можеме да напреднеме, во кои делови да можеме да го оствариме напредокот. И затоа сме денеска тука да ве поддржиме во овој напредок. Секако тој треба да биде заснован на исполнети реформи, на сите оние барања кои што треба да ги испорачате. Доаѓањето на Бјере во Македонија е силен сигнал дека Данска е силен поддржувач на македонските интеграции, вели министерот Муртезани. Од неговата колешка побарал во интегративниот процес да се почитуваат копенхашките критериуми како единствен темел врз кој се гради политиката на проширување. Проширувањето на Европската Унија мора да се води исклучиво според копенхашките критериуми, објективни, мерливи и еднакви за сите. Во време кога процесот е изложен на притисоци и тенденции на билатерализација, токму овие критериуми се нашата заштита. Тие се потсетник дека европскиот пат не смее да се условува со прашање надвор од суштината на демократијата, владењето на правото и функционалната пазарна економија. Веруваме дека под лидерството на една кредибилна земја членка, како што е Данска, ЕУ ќе може појасно да го артикулира својот ангажман кон регионот и да покаже дека процесот е не само жив, туку и остварлив. Бјере не ги споменал врските на Бугарија со 16 пресуди на судот во Страсбург и не одговори што ќе направи нејзината држава за да ја помогне на Македонија во процесот, но ги пофали Црнагора и Албанија за напредокот, најави поддршка за Украина и за Молдавија, а ја повика земјава заеднички да работи со Брисел за придвижување на процесот. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Откако Тараварија напушти владата, тешко му оди коалицијата со ДУИ. Без разлика на блиските релации со Ахмети, партнерите на Европскиот фронт имаат проблем со негово прифаќање. Се уште нема конечен договор за соработка меѓу Таравари и Ахмети покрај тоа што лидерот на Алијанса ги напушти вреди и владата токму поради калкулациите за локалните избори. Од Европскиот фронт велат дека наскоро ќе бидат објавени детали од разговорите. Сепак добро упатени извори велат дека колку и Таравари и Ахмети да ја посакуваат соработката, првиот интегративец има проблем со прифаќањето на екс-министерот за здравство од останатите партнери во фронтот. Особено крилото на села се уште не го простува тоа што токму Таравари првично ја напушти и распадна Алијанса. Оттаму се сомневаат дека мотивите на Таравари се лични. Излегувањето на Арбен Таравари како еден од главните креатори на Влен од владата без да го понесе целото свое творештво со себе не е национален чин, туку комерцијален, сега во пресрет на локалните избори. Бидејќи од првиот ден во политиката тој никогаш не бил без власт, особено без локална власт. По потпишувањето на договори од десетици милиони евра во здравството, да излезете и да кажете доста беше излегов. Извинете, но враната не ни го испила умот за да паднеме на ова ниво, а ни помалку ни повеќе ни албанците, напиша на Facebook претеничката или Редаутиот кај села. Предходно Искендер Реджепи, кој е во фронтот на ДУИ, коментираше дека разговорите Таравари и Ахмети се приватни и за соработката на локалните избори ќе треба согласност од сите во коалицијата. Во меѓувреме Европскиот фронт се уште е под притисок на владеачката вреди за превземање на пратеници. Не ја потврдуваат информацијата дека Тачи заминува на другата страна, но велат секоја партија само одлучува за себе. Значи секоја партија, политичка партија го има правото да одлучи за својата стратегија и своите постапки кои ќе ги преземе во следниот период. Цениме дека наредните денови ќе имате повеќе информации и ќе излеземе со јавни информации. Според информациите од вреди за ДПА на Тачи, веќе се чува место во владиниот кабинет, заменик министер за одбрана. Од ВМРО ДПМН за сега не ги коментираат ваквите можни преминувања на страната на власта. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Европскиот фронт на ДУИ по иницијатива на Бошначкиот демократски сојуз бараат покрај негацијата на Холокаустот да се казнови негацијата на геноцидот во Сребреница. Законските измени на кривичниот законник веќе се поднесени во парламентот по редовна постапка, а опозицијските партии велат дека државата имала обврска на нив бидејќи потпишала и поддржала повеќе меѓународни декларации против геноцидот од 1995 година во Босна и Херцеговина. Поводот за измените се 30 годишнината од овој грозоморен чин, но и Facebook статусот на вице-премиерот Иван Стојковиќ за овој настан.
Во изминатите неколку години, како во регионот, така и кај нас, од страна на одредени поединци, јавни личности, политички лидери, па дури и јавни функционери, можевме да слушнеме и прочитаме изјави и коментари со кои отворено се негира геноцидот по Сребреница. Добро знаеме дека негирањето на геноцидот представува последна фаза од неговото целосно спроведување и може да биде најава за започнување на некој нов геноцид. Затоа сметаме дека со усвојување на оваа дополна на кривичниот законник ќе се намалат и спречат ваквите појави во нашата држава. Со предлогот за измена и дополнување на членот 407а од Кривичниот законник на Република Северна Македонија се предлага јасно и недвосмислено санкционирање на негацијата на геноцидот на Сребреница. Како акт кој не само што длабоко ги навредува жртвите и нивните семејства, туку представува и закана за правниот поредок, мирот и стабилноста на граѓаните. Поради пожар прекина со работа и вториот блок на РЕК Битола, ЕСМ се сомневаат на намерно подметнат пожар. Опозицијата обвинува за неспособност на раководството. РЕК Битола е целосно надвор од енергетскиот систем под ефект кој утрово избил во блокот 2, единствениот кој беше во активна фаза во летните месеци. Како што информираат од ЕСМ, заштитниот механизам на вториот блок автоматски се активирал и го исклучил од системот поради зголемена температура во контролниот ормар. Од ЕСМ се сомневаат дека некој намерно запалил оган во ормарот за да предизвика испад, па случајот го пријавиле во полиција. Со оглед дека станува збор за потенцијална саботажа, веднаш по настанот надлежните служби на РЕК Битола реагираа согласно оперативните протоколи. За случајот е известена криминалистичката полиција која во моментов врши увид на местото на настанот со цел утврдување на сите околности, велат од АДСМ. Очекувано случајот стана тема за меѓупартиски преписки. Денес сведоци сме дека после нецела година неспособното раководство на ЕСМ секојдневно го пропастува енергетскиот систем со несоодветно управување. Цела РЕК Битола не е на мрежа поради пожар во командниот ормар од нередовно чистење и неодржување. И за да го оправдаат своето неспособно раководење, прават сензации со наводни саботажи и заплашување на вработените, се вели во соопштението на СДСМ. Од ЕСМ објаснуваат дека блокот 2 беше единствениот кој работеше во летните месеци поради намалената побарувачка на електрична енергија од страна на снабдувачот Евана. Оттаму додаваат дека целите потреби на македонскиот пазар се покриваат преку зголемено производство на хидроелектраните, како и со купопродажба на електрична енергија. Александар Спасовски, Сител телевизија. Во тема на денот, мој вечерашен гостин, Максим Димитриевски, председател на ЗНАМ, или како велат современиот Тито Петковски. Не би рекол така дека е, но борете имате право на било каков коментар. Не знам дали Тито Петковски успеа да отиде на роден ден на ВМРО да помене, а вие чинам бевте вчера, така? Најпрви добро вечери на вас и на гледачите. Да, бев поканет, но предходно ги поканим нашите владени партнери на нашиот прв роден ден и со највисшата сока делегација ни испочитува. Ова беше реципроцитет. Инаку сум бил и во минатото присутен на многу конгреси. Не само на ВМРО ДПМН, на многу политички партии. Вообичаено свеченостите се повикуваат сите политички партии. Впрочем, сношти видов таму и представници од власта. Какви времиња дојдоа? Ма не, тие се времињата, мора да се учиме на повисоко ниво на политичка култура. Секако. Вашиот кандидатски дел за Куманово веќе е фиксиран, дефинитивен или за градоначалник? Па ние имаме постапка за дефинирање на кандидати, но дефинитивно околу мене постои апсолутен консензус во партијата внатре и сите бројки се на таа страна. Тоа го објавивме дека ќе излезам со нова програма пред граѓаните на Куманово како кандидат на ЗНАМ, а верувам и поддржан од нашите коалицијски партнери и ќе трчаме за нов мандат. Очекуваме и други општини каде што ќе имаме своји кандидати. Верувам дека до крајот на месецот ќе ги соопштиме кои се тие општини и подоцна кои ќе бидат нашите кандидати. Околу Куманово има веќе прелиминарен договор со ВМРО ДПМН за ваша поддршка? Да сте разговарале воопшто на таа тема или? Да, разговараме интензивно. Мислам дека ќе се постигне таков договор. Не се работи само за Куманово и за други општини на територија на Македонија, но ќе сочекаме да се официализира.
Разговорите се у фаза на дефинирање на некаква предизборна владина коалиција на цела територија, на одредени општини, на совети, на градоначалници или како? Знам трча со своји кандидати, ВМРО ДПМН и нивната коалиција со своји кандидати, знам трча со собствени советнички листи, ВМРО ДПМН и нивната коалиција со нивни советнички листи, дефинитивно за одредени градови ќе имаме предизборна соработка или подршка со реципроцитет на едните или другите кандидати од едната или другата политичка партија. Тоа е начално како веќе дефиниран договор меѓу вас? Тоа е начално, значи, што се разговара, а ќе видиме епилогот од разговорите, ќе следи и ќе го соопштиме официјално. Конечната одлука ќе носите на конгрес или како ќе биде? Конечната одлука ќе ја донесеме на Централниот одбор, а конгресот кој што ќе го одржиме на 29 овој месец, каде што ќе избереме нови органи и тела на партијата, ќе го овласти Централниот одбор да ја донесе конечната одлука. До тогаш веќе ќе биде познати одредени имиња? Веќе се шпекулира во јавноста со одредени имиња, но ајде да почекаме да заврши целата постапка и тогаш сега во моментов знам има еден кандидат во една општина. Добро, ајде да идеме малце поинаку. Тогаш, ако веќе имате некаква начална подршка, тоа значи дека ВМРО ДПМН нема да оди у Куманово со свој кандидат, да речеме, кои други делови, например, во општина Центар можеби нема да оди со свој кандидат. Значи, разговараме за поголем број на општини на територија на Република Македонија и не би сакал да шпекулирам во јавноста, сега дека тие разговори не бидат завршени, се работи за повеќе, не за една или две општини, туку за повеќе општини. Таму кај што сме постигнале најдобри резултати на председателските и парламентарните избори, сметам дека имаме апсолутно право и можеме и доволно политичка сила и поддршка од граѓаните да промовираме или да номинираме наш кандидат, а на крајот на граѓаните да одлучат. Во бројки, да речеме, колку општини би биле задоволни кога меѓу себе би се поддржале ВМРО ДПМН и знам? Па не можете да го поделите тоа во бројки, бидејќи секоја општина си има своја специфика и своја тежина и според број на гласачи и според влијанието на самата општина и во регионот и во државата, но пак ќе кажам, ќе почекаме крајот, ќе каже по некој велат дека интересот за тоа спомнав општина Центар го спомнав, затоа што велат некој интересот на знаме во оние општини каде што СДСМ, да речеме, има сега градоначалници, да речеме, или каде што се прави обид за реизбор на нивни, да има кандидат, да речеме, знам, затоа велам Центар е една од тие општини, се спомнуваат се две имиња, три, не знам. Меѓутоа, може ли да дефинираме дека ја таргетирате на таа општина? Видете, пошто спомнавте и една скопска општина, затоа значи, знаме брзо растечка политичка партија. Нас ни одговара да има избори, затоа што ние на тој начин преку изборниот процес се проверуваме и дополнително потврдуваме. А со тоа, според проценките на граѓаните и поддршката која што ја добиваме, всушност ги носиме и заклучоците дали се движиме во вистинска насока како партија и дали го оправдуваме тоа што впрочем претходно во предизборниот период го ветуваме на граѓаните. Но она што е најбитно е дека знам како политичка партија расте. Ние успеавме пред неполни 2 недели да формираме и градска организација во Скопје со градски одбор од 30 члена, каде што има и сериозни, еминентни имиња кои што значат нешто и во овој град, главниот град на државата, но и генерално во државата, и од ден во ден растеме. Каде тоа ќе имаме кандидати и колкава ќе биде нашата доверба, тоа ќе го видиме некаде по октомври. Но како и да е, ние успеавме за овој кус период од една година и половина и помалку да формираме 52 општински организации на територија на цела држава. Се стекнавме претходно со сериозна поддршка, представувани се политиките на ЗНАМ во парламентот со преку 6 пратеници, 87.000 гласа за председателскиот кандидат. И впрочем, сметам дека по локалните избори на партијата и следи еден нормален раст и развој и еден континуитет на тоа што го отпочнаме пред некаде година и половина, а што се однесува до нашите политики, тие се автохтони и секогаш ќе бидат конструктивни и во делот на нашето функционирање во власта, но и во пристапот кон опозицијата. Како што велите расте, како што расте знам, растат ли апетитите на знам во власта, да речеме, за полокалните избори, за можеби за рекомпонирање на министерски, на други влијанија? Целта е да учествувате во политиката, целта е
првенствено да ги наметнувате своите ставови и идеи, но сепак политиката представува консензус, или тоа значи дека треба да ги сите тие работи изменаџирате и договорите со своите владени партнери. Ние во оваа власт влеговме, како што рековме и при самото влегување, се од аспект на национален план да не дозволиме никогаш повеќе да ни се случува тоа што се случуваше до некаде година и половина, каде што гледаме како дуи на ситен камен го дроби СДСМ и од една државотворна партија се трансформира денеска во тоа што е. ВМРО-ДПМН освои апсолутна поддршка на овие избори. Не влеговме калкулантски во власта да бараме ресори и што поголем број на директори, туку принципијално да ги поддржуваме владените политики и да ги инкорпорираме во самите владени политики и ставовите на партијата и онаа што го нудиме пред граѓаните. Мислам дека успешно тоа го работиме. Оваа власт работи интензивно, работите од салдо минус ги враќа на позитивна нула и сметам дека Македонија од тука нанатаму ќе продолжи да се развива во континуитет. Самиот економски раст кој што покажува со бројки, не само на празни зборови, ни потврдува дека треба да се ослониме самите на себе си, да ги искористиме собствените ресурси, тоа што е репроматеријал, да го се обидеме да го трансформираме во полупроизводот, да го трансформираме во готов, да се обидеме да го зголемиме увозот, да ги зголемиме инвестициите од странство, но и домашните инвеститори внатре и на тој начин се подигнува и бруто националниот производ, да се сузбија корупцијата на максимум, а како што гледате, барем оваа влада ја краси нешто за оваа година функционирање, нема ни еден коруптивен скандал. Онаа што ни се случи. Не е баш дека нема, имаше многу. Нема затоа што да имаше до сега, секојдневно ќе се зборуваше за тоа. Онаа што ни се случи во Кочани е погубно за сите. Факт е дека имаме таков систем како што имаме и треба да посветиме многу време за да го редефинираме тој систем. Но за да се редефинира истиот, потребни се носење на голем број на закони, почнувајќи од секторот или ресорот кој што знам го води во делот на јавната и државна администрација и работење на департизација на истата и професионална администрација и веќе 5 закони во таа постапка се во владина процедура и дополнително клучните закони кои што треба да бидат предложени од страна на Министерство за правда и веќе се доставени, а се составен дел на реформската агенда, каде што се работи за законите за судовите, сите законски решенија поврзани со судството, обвинителскиот систем, бидејќи мора да се намали политичкото влијание во овие две институции, ако сакаме да имаме праведно општество. Ги дефиниравте чисто односите се во владената коалиција, кога имате добри односи со ВМРО-ДПМН, какви се односите со ВЛЕН, да речеме? Некако ви шкрипеа. Не, ние немавме некои големи разлики во однос на ВЛЕН, освен почитување на уставот и на законите. И ако се сеќавате оние испади со знамиња и така натаму, гледаме дека денеска повеќе не се случуваат. Но ако во минатото никој тоа не смееше да го потенцира на големиот дуи во наводници, денеска тоа ние како помал владин партнер го потенцираме и веќе искоренето. И единствено оваа држава може да функционира на база на устав и на база на закон и сите без разлика кој на која позиција сме да го почитуваме тоа. Ние, нашата партиципација во оваа власт ја базираме на разговори со големиот владин партнер, тоа е ВМРО-ДПМН, имаме апсолутно разбирање, состојбата во владата е стабилна, секако дека имаме и комуникација со нашите владини партнери од ВЛЕН или онаа што е ВЛЕН во моментов без господинот Таравари. Имавте некои идеи уште пред неколку месеци и на почетокот на владата околу тоа начинот како да се деблокираат евроинтеграциите, се чини дека оваа влада и со ваше учество некако како да ги се повеќе блокира евроинтеграциите? Не, оваа влада не ги блокира евроинтеграциите, е силен заложник на Македонија да стане еден ден полноправна членка на Европската унија, како што сме членка на НАТО Сојузот, но дефинитивно при тоа да не се подгазиме самите себе си, бидејќи гледаме дека главниот блокатор на нашиот евроинтегративен процес всушност е нашиот сосед на Бугарија, кое што реално не ја отсликува желбата на мнозинството граѓанско население кое што живее во Бугарија, ниту па ги почитува одлуките од Страсбур и ние немаме друг начин како да се бориме за собствените права во рамките на едната голема Европа, бидејќи денеска разговараме со Европа, ние им соопштуваме јавно на нашите европски партнери што тоа е прифатливо, а што е неприфатливо за нас. Бидејќи
бугари во уставот не се никаков проблем, но многу поголем проблем е сите останати или најавени блокади, за кои што кога своевремено пред некаде 2 години, ако ми дозволите, говорев јавно дека ќе не очекуваат и нови најави, нови блокади, па тогаш бев негиран од сегашната опозиција и од сите тогашни државни авторитети, а еве ви денеска имате состојба каде што министерот за надворешни работи на Бугарија во сред Европа, во Брисел ви кажува ова не е единственото барање. Председателот Радев исто тоа го формулира на поинаков начин, а во меѓувреме добивме уште една резолуција на бугарскиот парламент која што само ги додефинира или добетонира нивните ставови, што значи дека се потврдува ставот дека францускиот предлог беше погубен за државата и претходната власт ја доведе државата на едно вакво дереже каде што ние сме во пат ситуација. Прашањето ми ако на подол крок сепак вие сте власт, сега една година, ќе поминат локални избори, ќе бидат 2 години, на 3 и после 4 години, ако не успеете да поместите ништо на планот на евроинтеграциите, дали тоа ќе го чувствувате и како ваш пораз политички во самата влада, да речеме? Видите, за мене политички е да се стои долго време блокирано така. За мене политички пораз е ако нашите граѓани не се среќни, ако нашите граѓани живеат сиромашни како што живеат во моментов. Ние ќе го дадеме својот максимум да ги промениме условите во кои што живеат нашите граѓани, да ги одблокираме сите блокирани процеси во делот на капиталните инвестиции, во градбата на инфраструктурата, да се подигне стопанството, особено градежниот сектор, ниско градбата, за да може да се свртат што поголеми средства на пари и дел од тие пари да завршат во џебовите на граѓаните за да живеат посреќно. Да изградиме систем на вредности и систем на правила каде што нема да ни се случува повторно кочани и дополнително да се посветиме самите на себе си дома. Сето она што ќе стигне како помош од надвор е добре доедено. Но србите велајат, уздај се, усвоје клjuсе и ние ќе се водиме по тоа начело. Сосема на крај, пошто гледам имате многу оптимизам и желба и верување дека знам ќе расте како политички субјект што од почетокот на интервјуто, може ли знам да прерасне за неколку години како главен опозицијски партнер на ВМРО-ДПМНЕ? Па сега не ве разбирам како мислите главен опозицијски фактор. Или сте позиција, или сте опозиција. Средина не постои. Да прерасне во главна опозицијска партија на ВМРО-ДПМНЕ. Видете, тоа граѓаните ќе го кажат. Во случај да се деси оваа актуелна власт, да се тргне од реформаската агенда, дополнително да отстапи од сето онаа што беше договор за подршка на владините политики и владината програма, секако дека секогаш знам има право да ги преиспита своите одлуки и своето учество во власта. Но ние сметаме дека знам во моментов е клучниот фактор за стабилноста и на оваа влада и дополнително за националната сигурност и националната агенда, првенствено и на македонскиот народ, а дополнително и на Македонија во целина. Благодарам за гостување. Ви беше чест, ви благодарам што ме поканивте и поздрав до гледачите. Мој вечерашен гостин Максим Димитриевски. Какви се прогнозите за цената на нафтата и на гасот по ескалацијата на војната на Блискиот Исток? Дали ќе се соочиме со нова криза и високи цени како на почетокот на руската инвазија во Украина? Анализа во вечерните вести на Сител. Три лица завршија на скопските клиники по вчерашните улични пресметки во Чаир. Инцидентот се случил поради недоразбирање во сообраќајот. Поради недоразбирање во сообраќајот до борба за живот, 14 годишник и татко и син завршија на скопските клиники, откако вчера вечер со ножеви се пресметале во Чаир. Според информациите од ургентен центар, 14 годишникот бил донесен со убодна рана во градниот кош. Ноќеска му извршена хируршка операција и му изваден дел од белиот дроб. Со тешки телесни повреди, меѓу кои убодна рана во градниот кош и левата надлактица на торакална е хоспитализиран и 56 годишникот кој што бил дел од пресметката. На домашно лекување е пуштен неговиот син, кој поминал со полесни повреди, односно имал убодни рани на абдоменот и левата шака. Денеска од торакална за Сител потврдуваат дека двајцата хоспитализирани пациенти се во стабилна општа состојба.
Инцидентот е пријавен и во МВР, но оттаму велат дека се уште работат на расчистување на случајот. Вчера во 19 часот и 48 минути во СВР Скопје било пријавено дека на крстосница од улица Цветан Димов со улица Џон Кенеди по претходно недоразбирање настанала физичка пресметка помеѓу 14 годишник од Скопје и лицата СР на 56 години и ФС на 18 години, двајцата од Скопје, при што биле употребени ножеви и лицата си нанеле повреди. Сител неофицијално дознава дека инцидентот се случил поради недоразбирање во сообраќајот. Пресметката кулминирала кога двете страни извадиле ножеви и си нанеле повреди. Инциденти од ваков вид честопати ќе се најдат во полициските билтени. Експертите од областа велат дека е неопходна итна стратегија, но и промена на легислативата, со која во пракса ќе се казнат сите, меѓу кои малолетниците, кои се шетаат со ножеви или други орудија. Значи, не можеме да ја стимулираме културата на насилство. Она што подитно треба е да се направат веднаш и брзи интервенции во законот, и законот за семејство, и законот за образование, и во сферата на социјалните дејности, каде што ќе има програма како да се реагира пред да се направено, да се воспитуваат во духот на ненасилство, меѓутоа и како да се санкционира. Мора да има соодветни санкции. Габриела Лескова, Сител телевизија. Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против едно лице на возраст од 18 години поради основано сомнение дека сторил кривично дело тешка телесна повреда од член 131 од Кривичниот законник. Постапката е поведена против едно од лицата инволвирани во вчерашниот инцидент во Чаир, додека за истиот настан постапка ќе се води и против еден малолетник согласно Законот за правда на децата. Од доказите обезбедени од во предметот постои основано сомнение дека повод за инцидентот била меѓусебна вербална расправија во сообраќај меѓу осомничениот и неговиот татко од една страна и малолетникот од друга страна. Расправијата прераснала во физичка пресметка во која таткото и синот со употреба на физичка сила, клоци и тупаници го нападнале малолетното дете. Во тој момент детето извадило нож со кој им нанело повеќе убодни рани по телото на осомничениот и неговиот татко. Осомничениот успеал да му го одземе ножот на детето и да го прободе во градниот кош, велат од обвинителството. Градоначалникот на Кочани поднел кривична пријава за нелегално функционирање на угостителски објекти. Од пазарниот инспекторат велат дека само на територијата на општина Кочани досега се извршени над 30 координирани контроли на сите надлежни институции. Мирина Давидовска. Градоначалникот на Кочани поднесе кривична пријава за незаконско работење на угостителски објекти. Во обвинителството достави документи со кои пријавува угостители дека узурпираат простор, работат спротивно на законите и ја загрозуваат безбедноста на граѓаните. Како е возможно да се толерира работа во дивоград? Дали има контроли и што значат тие контроли од страна на државен пазарен инспекторат? Зошто се дозволува работа во тие дивоград? Сакам да прашам до Агенција за храна и ветеринарство, како е возможно да се добие ХАСАП дозвола за угостителски објект кој што служи храна, доколку кујната е дивоград? Исто така, сакам да прашам, како е возможно да има приклучок на струја во тие угостителски објекти? Од Агенцијата за храна и ветеринарство, кои беа прозвани од градоначалникот преку соопштини, информира дека тие не се надлежни да постапуваат за издавање дозволи за работа на угостителски објекти. Од пазарен инспекторат вела дека само на територија на општина Кочани досега се извршени над 30 координирани контроли на сите надлежни институции. Констатирани се неправилности и недостатоци кај 20 угостителски објекти и изречени се прекршачни со платни налози. По извршените контроли ја известивме општина Кочани и секторот за урбанизам, како надлежни за констатираните недостатоци да постапат по нашите забелешки. Опозицијската СДСМ со нови обвинувања кон власта за трагедијата во Кочани. Од партијата објавија дека дошле до податоци со кои тврдат дека ВМРО ДПМН се обвидува да сокрија вистината за неголемата трагедија во државата. Тврдат дека фирма донатор на ВМРО... Она што ВМРО ДПМН треба да го одговори на македонската јавност е дали Салтировски консалтинг, собственост на сопругата на началникот на СВР Штип, служела како фирма параван за прибивање на рекет од локалите кои биле зоставени од контролата на полицијата, како што бил примерот со дискотеката Пулс. Владеачката партија тврди дека истрагата за Кочани од страна на МВР е спроведена во целост и никој не е поштеден. Ги обвинија СДСМ дека користат трагедијата за партиска кампања во пресретни изборите. СДС не само што не знае за правда воопшто, туку оди и понатаму. Злоупотребува смрт на невини лица.
Според наши информации, СДС имале состанок на кој присуствувале повеќемина од раководството и токму на тој состанок договориле Кочани да биде дел од кампањата во следниот период. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Министер за здравство има идеја за сообраќајниот хаос на клинички. Вели наскоро ќе има и решение. Меѓу приоритетите му е и болницата во Кочани. Доктори и здравствени работници да се паркираат надвор од кругот на клинички за да има паркинг места за пациентите. Ова е само едно од можните краткорочни решенија за сообраќајниот хаос на скопските клиники, што ги планира министерот за здравство. Азир Алиу вели дека на овој начин би се ослободиле од 300 до 500 места, зашто преговараат со компании што имаат паркинг простор надвор од клиничкиот комплекс. Меѓутоа се уште е во фаза на разгледување зашто ќе треба да ги информираат и вработените. Како и неколку министри претходно, и Алиу ќе брои колку пациенти влегуваат, колку медицински лица одат на работа со автомобили и како полесно да биде одењето на преглед во клиничкиот центар. Паркингот, за жал, во моментот не е ни мапиран кај да се паркира кола, ќе почнеме од базичните инфраструктурни чекови активности, за да видиме точно колку паркинг места имаме внатре. По нашата анализа длабока која што ја правиме, ќе видиме колку имаме пациенти во кои што ги користат тие паркинг места, колку имаме вработени и после најверојатно ќе излеземе со решение, со некој оптимално решение, краткорочно уште еднаш. Една недела поседнување во министерскиот кабинет. Алиу вели дека се активирани на неколку фронтови со барање на решенија за подобар здравствен систем. За Кочани и третманот на повредените од пожарот. Целиот процес ќе го води Министерството за здравство, од каде ќе координираат што е потребно. Го добили и барањето за итно вработување на медицински кадар во Кочанската болница. Ние како Министерство за здравство во фокусот ни се ние Кочани, но исто така да не заборавиме дека мора да ги обслужиме сите граѓани на држава. И итно ќе делуваме и во Кочани и во сите други здравствени установи, се со цел да може непрекинато да им се дават услуги. Министерот за здравство, кој е доктор по информатички науки, најави дека веќе работат на дигитален портал со јавно достапни информации, како на пример број на доктори, достапни здравствени услуги и цени. Сања Димитровска, Сител телевизија. Војната во Иран и во Израел во фокусот на светските настани. Војниот конфликт помеѓу Израел и Иран влезе во 6-тиот ден. Иранската страна вели: борбата што туку почна, а повикот на Трамп Иран безусловно да се предаде го нарече смешен. Ајатолахот Али Хамнеи им порача на Соединетите држави да не се приклучуваат на израелската воена операција. Неговата изјава ја прочита телевизиски презентер.